Кога се појави прв пат на музичката сцена, не можеше да остане незабележана, од една страна заради специфичниот глас и музичкиот стил, од друга страна заради сличноста и презимето со нејзиниот популарен, сега веќе за жал почина татко. Но за сите овие години таа успешно ја гради својата кариера. Има зад себе многу музички хитови, настапи на речиси сите фестивали, а последниве 2 години своето внимание го фокусира на хуманитарни проекти. Кристина Арнаудова, гостинка во нашето студио. Здраво, здраво. Добре дојде. Убавата најава. Ти благодарам што прифати да дојдеш и на овие 1000 степени надвор. Меѓутоа тука нас ни е 1000 тука горе доле тука негде. Да, ама тука ни е пријатно сепак. 950. Така. Ја промовираше твојата песна Љубена, односно видеото за песната Љубена. Можеш ли да ни кажеш каде се снимаше спотот и нешто повеќе за песната? Со кого работеше на песната? Љубена излезе во мај оваа година и така спотот малку го завлечкавме овој пат, значи малку каснива, а мислам дека без разлика што е касно, битно е дека имаме добар производ, дека ете на луѓето им се допаѓа и дека нам ни се допаѓа. Љубена велат сите, јас слабо слушам радиостаници, морам да признаам воопшто, ама сите велат дека цело време се врти на радиостаниците, тоа ми е навистина важно и ништо повеќе од тоа не може да ми биде важно. Го снимавме во Охрид, навистина имаме едно прекрасно видео, значи го имаме Охрид во најубавото издание во спотот, во продукција на Горила Филмс, режија и монтажа на Јован Коциновски и не знам, горе доле тоа е тоа што би требало, нели? Ми изненадува стилот кој што го имаш во стайлингот во спотот. Така прилично интересен и смел, да. Јас секогаш мислам и на настапите и на особено на спотовите, особено важност давам на тоа како треба да се изгледа, значи секоја песна, особено секој настап и бара различен стайлинг и бара конкретен стайлинг и кога се работи за јавна работа, односно сцената, апсолутно трпи се и некако јавни личности сме тука да ги исполниме барањата и на идејата на режисерот и на стилистите и јас сум навистина задоволна исто како изгледам спотот, во тоа многу ми помогна Арабеска, Лакшери и Сузана. Потоа шминката е на Мери од Охрид, една популарна визажистка и фризурата е на една девојка Есма, исто од Охрид, значи така во Охрид све се спремаше, ама